Влада со учество на ВМРО, ДПМН и СДСМ во неја со крајна цел изгласување на уставните измени е реално, но засега е тешко да се каже дали ќе дојде до такво нешто, вели Марко Трошановски од Институтот за демократија. Според него, добро е што почна да се разговара и што постои подготвеност и кај двете партии да се обединат во име на државните интереси. Реално решение е во смисла на обединување на македонската политичка сцена околу прифаќање на уставни измени кои што првенствено ги засегаат македонското мнозинство во оваа држава и во таа смисла тука консензус мора да се случи, спротивно се друго би било погубно, како што се случи со гласањето на заклучокот во собранието, каде што всушност без етничко мнозинство македонци беше изгласано нешто што го тангира тоа мнозинство. Сепак вели дека се уште постојат контрадикторни ставови по однос на ова прашање. Контрадикторните или спротивставени услови на ДУИ и на ВМРО ДПМН околу кога уставните измени треба да почнат да важат, ја прави всушност изјавата на ДУИ дека е спремна да се повлече повеќе политички спин отколку реална подготвеност за да се стори истото. Од друга страна, несогласувањата помеѓу ВМРО и СДСМ во врска со предвремените избори и кога тие би требало да се случат, исто така пречка во тоа да се даде прогноза. Сепак, очигледно е дека едните и другите согласуваат дека е потребен разговор, дека е потребен пробив и каков таков обид за градење заеднички став околу измените измени, нешто што отсуствуваше при градење на францускиот предлог. Аналитичарот Петар Арсовски вели дека станува збор за нова идеја и оти треба да се почека да се види дали тоа може да се оствари. Мислам дека идејата е релативно нова, дека на политичката сцена се уште не сме ги виделе конечните ставови на партиите по тоа прашање. Мислам дека треба малку време да ја процесираат идејата. Зошто ова иницијатива се појавува не е голема тајна, дека меѓународната заедница подолго време притиска да се направи некаков национален консензус околу евроинтеграциите, додава Арсовски. Тоа е логично продолжение на таа иницијатива. Она што беше изненадување е дека македонските домашни политички партии ја преземаа таа иницијатива и се случи оваа понуда и прифаќање на оваа понуда. Не верувам дека конечната одлука е на меѓународната заедница или дека само под нивен притисок се прави. Мислам дека повеќе се работи и за политички калкулации, и за сознание за евроатлантските интеграции и дека повеќе фактори се во игра во остварувањето, условно речено, на оваа иницијатива. Сето ова доаѓа по неодамнешната лидерска средба на партиските председатели Ковачевски и Мицковски. Најавата на ДУИ дека е подготвена да ја напушти владата до следните избори, како еден од условите на Мицковски за подршка на уставните измени, но изјавата на Ковачевски дека би им отстапил половина од министерските места со кои тие сега раководат. За Гласот на Америка, Мики Трајковски.